Елизабета Спасеновска, која што би требало да има свој гостин со кого ќе разговараат за Европската недела на мобилност. Добро утро, Елизабета. Епа не е баш така сончево и топло како што беше на пример вчера и така. Да видите и вие малку едно студенило за почетокот првиот ден на есента. Добро утро. Денеска разговараме за Европската недела на мобилност, која што заврши вчера традиционално со одбележување на денот без автомобили. Европската недела на мобилност траеше од 16 до вчера 22 септември, а на оваа тема денеска разговараме со Андријана Зафировска, која што ни доаѓа од Сдруженијето Екологик, кои што исто така беа вклучени во оваа Европска недела на мобилност. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Како што кажав, бевте и вие вклучени во Европската недела на мобилност со многу активности, дел од нив имав можност да ги проследам и јас, меѓутоа еве за нашите гледачи на што најмногу беше ставен акцентот. Европската недела на мобилност екологика веќе традиционално години наназад ја одбележува. Секако тука главен акцент ја ставаме на велосипедизмот, со тоа што тој на фокус вниманието на одржлив алтернативен начин на транспорт. Меѓутоа, исто така оваа година Европската недела на мобилност ја одбележавме под мотото Учиме за животната средина и за климатските промени. Со тоа што имавме во текот на целата недела активности, започнавме со 16 септември, исто така ден за заштита пак на озонската обивка, каде што подготвивме едно интересно каде што ги поттикнавме наставниците и едукаторите да спроведуваат активности во рамки и на нивните наставни или воннаставни активности. Исто така до училиштата кои се дели од нашата вело мрежа за која што ќе разговараме или подоцна во текот на разговорот, испративме насоки за како да одбележат Европската недела на мобилност, односно им понудивме едукативни материјали, активно за да можат да имплементираат во текот на целата оваа недела и морам да кажам дека навистина успеавме да поттикнеме интерес од нивна страна, затоа што постојано ни пристигнуваат пораки за начини како тие ја одбележуваат, така што во текот на ова и следната недела нели нашите фанови кои што не следат на нашите социјални мрежи ќе имаат можност да видат како и другите училишта широм државата ја одбележаа. Исто така отворивме и литературен и ликовен конкурс со три различни предизвикувачки теми, би рекла. Велосипедот од моите соништа, јас како еко-херој и еколошки предизвици и решенија во моето мало. Така што повикот се уште трае, ќе трае 30 септември и ги покануваме сите оние кои што се од прво до 9 оделение заедно со нивните ментори училишта да се приклучат на овој конкурс и како ќе следуваат награди за најуспешните. Ова исто така традиционален конкурс, сите оние цртежи кои што ни пристигнуваат, потоа ги изложуваме на велородео настанот. Така што би сакала да се задржам и на велородео настанот кој што некако стана исто така предпознатлив за екологик и впрочем за целата програма вело училишта кои се одржани или во недела во градскиот парк кај школка. За среќа времето не послужи и тој е еден од настаните каде што екологик навистина би можела да кажам еден од омилените активности зашто на едно место буквално децата доаѓаат и ги совршуваат своите постоечки велосипедски вештини. Андријана, само ќе те прикнам веќе ова интересно. Кога сме веќе кај вело училиштата, дали тоа значи дека само еден ден во годината во рамки на одбележувањето на оваа Европска недела на мобилност се одржува ваков настан или пак можеби заинтересираните можат постојано на некој начин да се едуцираат, дали ова училиште е од оној тип на училишта каде што се плаќа членство, се неколку пати во неделата се учи, се тренира или како се одвива тоа? Ајде прво за велороде како концепт го одбележуваме, но го реализираме во неколку наврати во текот на годината. Учениците и наставниците и нели по широката јавност се навикнати да не очекуваат обично во септември и во мај, меѓутоа така и реализираме и во некои други значајни денови во годината, како на пример ден нели на планетата Земја и така натаму. Во однос на велоучилишта како функционира, тоа е една програма мрежа на училишта која што во моментов имаме околу 150 основни училишта широм државата и околу 32 општини. Така што основата не е преку плаќање на членство, туку преку
заклучен меморандум најпрво со општините кои што произнесле интерес да бидат од ова веломрежа и потоа училиштата стануваат дел од таа. Така што постојано и континуирано сме во комуникација со училиштата, им презуваме навистина интересни активности за како да заживее, ако може така да кажам, темата велосипедизам, затоа што можеби претходно беше како дел од повеќе од спортските активности или од спорт, меѓутоа сега тоа некако наставниците го имплементираат и во другите наставни планови. Убаво би било нели да конечно почнеме така да размислуваме, па и возењето велосипед да почне уште од најмала возраст, нели да се изучува, меѓутоа не е само да се научи да се вози велосипед, него тоа да ни биде и како мотив да продолжиме понатака во животот да го користиме како превозно средство. Споменавте пред самиот почеток на разговорот и тренинг обука во Албанија, која што многу наскоро ќе се реализира и на која што може да се аплицира. Верувам дека ќе ги заинтересираме гледачите за што станува збор. Така, велоучилиште повеќе фокусирано кон основните училишта, меѓутоа екологик во текот на своето работење имплементира активности и за млади и за возрастни. Така што овој тренинг е наменет за учесници од 21 до 40 години, ќе се реализира во Албанија од 8 до 15 октомври. Целта е да се работи на развивање на оние дигитални зелени вештини кои што се неопходни за да се соочиме и да ги спречиме негативните влијанија на климатските промени. Така што исто така ги охрабрувам и учесниците кои што влегуваат во оваа возрастна категорија, кои што имаат работено со проекти, со моделици, имаат познавање на англискиот јазик, да се информираат кај нас за начинот на пријавување. Има околу 40 учесници од повеќе земји од Европа, Албанија, Босна и Херцеговина, Португалија, Романија и така натаму, така што верувам дека ќе биде одличен предизвик за вмрежување пред се, за развивање можеби на некои идеи, секако да се стекнат со повеќе знаења од оваа област. Колку кандидати од Македонија ќе може да присуствуваат на оваа обука? Колку отворени се? Нели, поради текувната ситуација, бројот е лимитиран, односно од Македонија само во поттесниот избор ќе можат да влезат 5 учесници. Кои што ќе ги задоволат овие критериуми, предпоставувам, ќе има ли никаков начин на тестирање кој ќе може да отиде на оваа обука? Не сме до толку нели сериозни или тешки пример во таа одлука, меѓутоа значи овие минимум услови ќе бидат и секако нивното искуство најмногу ќе биде релевантно и нивната мотивација за учество, односно треба да бидат и креативни во таа насока која ќе се пријат. Се надевам дека ќе има голем број на заинтересирани и верувам дека е така, затоа што ваква можност не се испа. Андријана, јас ќе те заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Сакувам успешна реализација на овие проекти кои што ги споменавме. Ќе имаме ние повторно можност да поразговараме за некои други проекти. Ви благодарам и вам и она што ние сакаме да потенцираме дека обично проект има почеток и крај, а ние се залагаме за реализирање на активности кои што ќе имаат одржлив и воеднина. Ви благодарам за вашиот интерес. Ти благодарам уште еднаш. Ние се одјавуваме од линкот со темата одржлива мобилност.